Добар ден на сите. Денес во посета на Општата болница Велес ни директорот на фондот господин Сашо Клековски и заменикот министер за здравство Јовица Андовски. Посетата се должи на тоа што сакаме да ги запознаеме и граѓаните на Велес со она што се планови на фондот и Министерството за здравство. Јас само накратко би најавил дека во текот на вчерашниот ден добивме како здравствена установа финансиска согласност од Фондот за здравство за набавка на опрема, значи ќе набавуваме медицинска опрема за интерното оделение, каде што сме сега, за очното оделение, исто така за детското оделение и оделението за неврологија и психијатрија. Се надевам и убеден сум дека таа опрема ќе придонесе за подобрување на услугите што болницата ги пружа и убеден сум дека ќе продолжиме понатаму со ваква соработка. Значи ние како Министерство за здравство сме максимално фокусирани за подобрување на квалитетот на здравствената заштита во сите области, па така и во Велес. Сакам да кажам дека сме да потенцирам неколку работи во кои што сме фокусирани моментално и до каде се работи. Како што знаете, за да се подобри квалитетот на здравствената услуга и квантитетот, потребно е да се работи повеќе како на инфраструктурата, така на човечкиот капитал и на опремата, како што каже директорот. За опремата не би зборувал, ќе каже повеќе и директорот на фондот. Што се однесува до инфраструктурата, секако дека и знаете, сакам да кажам дека владата донесе одлука за целосна реконструкција на зградата на инфективното оделение и правење на нова подстаница за медицински гасови, која што е доста значајна за подигнување на квалитетот на здравствената услуга и подобрување на условите за работа на самите здравствени работници. Моментално сме во фаза во која што до крајот, до 26 август е последен термин во кој што ќе треба да биде предаден проектот за целосна реконструкција, така да после тоа следува постапка на ревизија и одма после ревизијата следува избор на најдобар понудувач и ќе почне со реконструкција и градење на инфективното оделение. Што се однесува до човечкиот капитал, сакам да кажам дека во изминатиот период, да не се навраќам наназад како ја затекнавме оваа болница и овие здравствени установи во градот Велес, конкретно за болницата во изминатиот период работивме 11 приватни специјализанти кои што више се превземени од страна на болницата, понатаму во планот за специјализации уште 13 доктори се дадени согласности за специјализации во најразлични области, така да за доста краток период ќе имаме во Општата болница Велес нови 24 доктори здравствени работници кои што треба да бидеме сигурни дека ќе придонесат во голема мера во подигнување на квалитетот и на квантитетот на здравствената заштита заедно со подобрување, заедно со вработување на други здравствени работници и соработници, пред се на сестрите. Исто така превземавме 5 здравствени работници од приватни здравствени установи или јавни здравствени установи, од кои еден специјалист, хирург, општ лекар, понатаму 2 сестри и еден рентген техничар, мислам, така беше, кој што е лаборантски техничар, кој што исто така се доста потребни на јавната здравствена установа Општа болница Велес. На крај сакам да потенцирам дека сето ова и понатаму ќе набавката на опрема кој што ќе каже и директорот на фондот, заедно со фондот се стремиме Велес да го вратиме повторно да биде еден здравствен центар во Повардарието, пошто во изминатиот период го изгуби тој примат и се надевам дека во следниот период за брзо време ќе го вратиме овој примат кој што му заслужува на здравствениот центар на Општата болница на Велес. Пусте прашање ќе поставите. Да. Мене ми е драго денеска да бидеме во Општата болница во Велес како демонстрација на нашата посветеност на регионализацијата. Велес е значен град и болницата треба да биде значена болница не само за Велес, туку за регионот на Повардарие. И ова е еден одличен пример за координација на Министерството за здравство, болницата и Фондот за здравствено осигурување. Зошто? Затоа што оно што го кажа заменик министерот
во однос на градбите и вработувањата во фондот е последено со финансиска поддршка, значи со последното зголемување што се случи оваа недела за општата болница Велес се издвојуват вкупно 40 милиони денари повеќе оваа година отколку минатата година, дел тоа за стабилизација на долгот, дел тоа за новите вработувања и секако за новата опрема. Директорот веќе кажа повеќе оделенија каде што ќе се набави нова опрема. Ја би издвоил како најголема инвестиција офталмологијата, каде што е набавен факоапарат, а сега треба да се набави оперативен микроскоп и со тоа да се комплетира офталмолошкиот одел за редовна работа. Тоа значи интервенции, така да се изведуваат хируршки? Да. Значи ние ќе следиме работата на болницата, имаме одлична комуникација и ми е многу драго што можеме да посведочиме дека има напредок во работата. Освен овој апарат кој што го кажавте за офталмологија, кои се другите директоре по значајни апарати кои што ќе ги добие болницата? Па најзначајниот е ултразвук. Да, Во однос на пара има повеќе други апарати. Ки кажете? Ехо апаратот го имаме за интерното оделение, кој така е позвучен. Имаме вормер топлотно креветче и билирубинометар за на детското оделение, ЕКГ перфузер и аспиратор за на психијатриското оделение и оние што ги спомна